Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска се сретна со неговиот српски колега Томислав Николиќ во Битола. На средбата уште еднаш беа потенцирани добрососедските односи, при што председателот Иванов посочи дека со оваа средба уште еднаш покажуваат дека сите отворени прашања се решаваат со диалог. Со денешната посета на председателот на Република Србија господинот Томислав Николиќ се потврдува добрососедските односи кои ги гаиме меѓу нашите две земји, нашите два народи. Иако имаме по некои прашања различни видувања и ставови, тоа не е пречка во сите други области да имаме извонредна соработа. И со ова средба укажуваме дека сите прашања може да се решаваат преку диалог, а особено преку диалог на највисоко ниво, кој треба да го следат и сите други институции во нашите две држави. Председателот Иванов исто така истакна дека Србија останува еден од најголемите трговски партнери на Македонија и посочи дека меѓусебната помош е неопходна за напредок на Балканот. Успорувањето на процесот на евроинтеграциите на нашиот регион го сметаме на некој начин како нешто што влијае на она сила, она енергија која ги трансформира нашите општества. Ние сме блокирани во тој процес. Србија веќе напредува и посакуваме што побрзо да ги затвара поглавјата кои се отворени и да отвори нови, но нам таа енергија ни е ускратена затоа што ние сме блокирани, се уште немаме добиен датум за да ги почнеме преговорите за евроинтеграциите. Така да ние сите што живееме на Балканот мораме да ја гледаме големата слика и да помагаме целиот Балкан да напредува. Тогаш тоа е во интерес на сите нас. Српскиот председател Томислав Николиќ истакна дека иако Македонија и Србија имаат наследени нерешени прашања, тоа не представува причина да ги остават на идните генерации, туку токму преку вакви средби и разговори да се решат отворените прашања. Наше е да уреđujemo naše države u skladu sa evropskim pravilima. Нашето е да работиме на уведување на европски стандарди во нашите држави и заради граѓаните и заради она што во минатото сме донемале. Ние имаме некои наследени отворени прашања и нема да им ги оставиме тие прашања на нашите деца, ќе ги решиме самите. Тоа не се големи тешкоти, големи проблеми и кои ќе ги тргнеме, ќе можеме во голема мерка да си го развиваме пријателството. Пред средбата со председателот Иванов Николиќ присуствуваше на одбележувањето на 100-годишнината од битката на Кајмакчалан, каде во Првата светска војна загинале над 4600 српски војници. Делегацијата на Србија положи цвеќе на спомен костурницата на врвот Свети Илија, на планината Ниџе на македонско-грчката граница, а потоа оддадоа почити на воените гробишта во Битола. Mi smo obeležavali jubileje koje ne možemo da ostavimo neobeležene, to je jednom u 100 godina. Ние одбележувавме јубилеи кои што не можеме да ги оставиме така, тоа е еднаш во 100 години. Бидејќи во Србија не постои човек кој што немал предци на војувалиштата на Солунскиот фронт. И ние сме сите живи, благодарејќи на тоа што некој од нив преживеа. Благодарам што можевме на војното гробиште да положиме венци за нашиот јубилеј. Средбата на председателите заврши со меѓусебна благодарност за укажаната помош и од едната и од другата страна, во моменти и ситуации кога тоа е најпотребно. Иванов се заблагодари за помошта која пристигна за поплавените подрачја, а Николиќ посочи дека тоа е само одговор на помошта која Македонија ја испрати кога Србија беше зафатена од поплави.